Поминаа повеќе од 10 дена, а председателот на собранието Талат Џафери не само што не се извини за неговото безобразно однесување спрема вработените во собраниската служба, туку се однесува како ништо да не се случило. Крајно е недозволиво токму од човекот кој што прв го потпишал етичкиот кодекс за однесување во собранието, најгрубо да го крши и да бега од одговорност и заедно со пратениците од власта да пробуваат на секаков можен начин да го сокријат под тепих овој скандал. Џафери најмалку што можеше да направи е да се извини за ваквото однесување и да си поднесе оставка од функцијата председател на собранието. Сакаме да му порачаме на Џафери дека колку и да бега од одговорност и да пробува да се заборави овој скандал, дамката што ја остави зад себе секогаш ќе го прати, а ние секогаш ќе бидеме тука да го потсетуваме дека со неговото однесување и работа е еден од најлошите и најнеспособните председатели што ги имало собранието. Исто така, го повикуваме и господинот Панчо Минов да не одолговлекува и да закаже седница на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, на која што ќе се расправа за санкции по повод прекршувањето на етичкиот кодекс од страна на Талат Џафери. Доколку Џафери не поднесе одговорност за ваквото однесување, ќе даде до знаење до сите пратеници дека етичкиот кодекс на кој што сите заедно работевме, повеќе не важи во овој законодавен дом. Ви благодарам, дали имате прашања? Точно така, ние сме свесни и на крајот на денот со секое гласање ние сме надгласувани во ова собрание, но друго е кога на таа комисија ќе се свика и таму сите пратеници од опозицијата ќе кажат она што има да го кажат, еве особено јас, бидејќи лично јас имав многу лош третман од страна на председателот, ако ништо друго на таа седница ќе се слушне гласот и револтот на опозицијата за односот на Талат Џафери кон сите нас. А очекувам и ги повикувам и пратениците од власта да кажат по некој збор за ваквото однесување кое што е крајно недолично. Да, размислуваме и на тоа, но сепак да веруваме на она што Панчо Минов го изјави дека ќе ја свика седницата. Пројдоа 7 дена, мислам, од како го поднесовме нашето барање, уште сме во исчекување и чекаме. Мислам дека и самата таа седница, нејзиниот крај ќе биде исто така добар прилог, односно ќе оди во прилог на интерпелацијата, доколку конечно се одлучиме да ја поднесеме, иако свесни дека и таа интерпелација може да заглави некаде во фиоките на Талат Џафери или на некој си дневен ред од седница, како што знаеме дека се случуваше со неколку интерпелации во минатото. Ви благодарам. Ние го побаравме тоа уште во понеделникот, бидејќи прв понеделникот беше после оној скандал да свика седница, односно продолжение на 71-та седница, но тој се однесуваше како што целата македонска јавност можеше да види како ништо да не се случило, си ги читаше оние кои што се има пријавено за збор и дури како што видовте изуми да како што е ред при секој почеток на седница да прочита пријавени отсатни пратеници, веднаш прејде на списокот на пријавени за збор. Мислам дека е збунет, дека е во небрано, но ете како што така барем се представува дека нема никаков проблем со ништо. Во најмал збор би рекла дека требаше да се извини, но мислам дека времето за извинување му помина, така да ќе чекаме свикување на оваа комисија за деловнички мандатно-имунитетни прашања. Дали тој ќе дојде таму не знаеме, но таму сигурно ќе бидеме ние сите пратеници и ќе имаме што да кажеме.